Можеме ли? 0-0 пишу. Сега пошло. Секогаш кога ќе дојам на говорницава ми текнува дека 500.000 евра се потрошија, за да кога председателот зборува, овој микрофон автоматски се исклучува. Врв на демократија. Штувана јавност, штувани колеги, повторно во ноќта дискутираме за нешто што е надвор од Уставот, надвор од законот, надвор од деловникот, нешто за кое што се одговара, го правите свесно, ве манипулираат и од бикачка, и од владата, но секој си ги сноси последиците, а за тоа бил предупреден. Ова доцна во ноќта sada sam го измени како термин шверцерски. Шверцерски се поминуваат медиокритети, луѓе кои што блага врска немаат со судство, со обвинителство и со правобранителство, а треба да бидат уставни судии, и јавноста треба да знае дека секој закон донесен во собранието, Уставниот суд одлучува дали е согласно со Уставот и дали тој ќе може да се реализира. Че закон донесен со 120 пратеници овдека во собранието, позади кој што стои целата држава, сите кои што излегле да гласаат, може да биде поништен, бидејќи не е во согласно со Уставот, и тоа е едно од дискреционите права на Уставниот суд. Затоа, впрочем, Уставниот суд е највисока судска инстанца во државата и одлуките од Уставниот суд не се коментираат. Така е во нормална држава, така е во нормална демократија. Ако оваа институција е толку витална, толку висока, таму треба да бидат најпочитуваните стручњаци од областа на правото, од областа на повеќе сфери во правото. Господјава Татјана Васич Бозаджиева, не ја знам како изгледа, и вие, и јас, почитувани колеги од мнозинството, знаете дека господјава не исполнува ни 1% од она кое што се бара како, условно кажано, педигре, професионално, да биде член на Уставниот суд. Господјата во нејзината кариера работела исклучиво во државна администрација. Исклучиво во државна администрација. И овој предлог би бил сериозен доколку некој од вас го предлага да биде во Агенција за администрација. Доколку бираме директор или секретар во Агенцијата за администрација, тогаш вакво CV заслужува да биде разгледано. Не знам дали ја сваќате сериозноста на Уставниот суд. Не знам докаде ќе ви оди ова слепило како владино мнозинство. Ова не е во ред. И доколку видите човек кој што бил во Министерство за финансии, во Министерство за здравство, па пак во Министерство за здравство, мислам дека беше и во катастар некое време по CV-то, ќе видите дека господјата е тотално некредибилна, а од друга страна па предлогот, вака во наводници кажано, кога е бал некаде со музика, пример Талат Джафери да го ставевте, може и подобро ќе беше. Тој е барем истакнат правник. Знае како да избере председател на собрание во негов стил, знае кога да свика, кога да не заклучи, кога да не затвори. Ева колку да звучи веќе дегутантно ова што се случува во собранието, не само за оние кои што не следат, и за нас овдека. И не случајно сте почитувани колешки само 5 останати овдека. Вчера бевте 4, денеска сте 5. Тоа е доказ дека бегате од соочување. Тоа е доказ, почитувани, дека бегате од дебата, бегате од референдум, бегате од избори. Не можете вечно да бегате. Мандатот сте го добиле на начин на кој што сте го добиле секој индивидуално. Она кој што треба да ви биде на ум секој утро, кога ќе се разбудите, како ќе си одите после завршување на мандатот. Дали ќе си одите гордо, достоинствено, со крената глава,
Или ќе си одите, како сега, на мала врата, ќе ве нема и со главите надолу. И за тоа никој не е виновен. Виновни сте сите овдека, бидејќи сите сте полнолетни и сите знаете што прави. Денеска имаме почитувани извештај од Европската комисија. Најлошиот извештај во историјата сме го добиле лани, а вториот најлош извештај сме го добиле годинава. Прв пат во историјата парламентот е толку многу ниско оценет. Оценет е ниско, почитувани колеги, не ми дофрлајте. Оценет е ниско, бидејќи председателот на собранието пцуеше овдека пред цела Македонија. Бидејќи молчевте со главите надоле, не сакавте да му изгласате комисија во која што ќе ги утврдиме фактите и ќе му дадеме заклучок дека тоа не доликува на пратеник. Имаме негативна оценка, бидејќи имате 81 закон по скратена постапка, 2 пати повеќе од тие по редовна, затоа што и од таму бегате од дебата кратите денови. Имаме негативен извештај, бидејќи не дозволувате критика, не влегувате во дуел, не влегувате во дебата, немате аргументи, едноставно вас ви одговара оваа состојба. Јас вчера зборував дека одлуките треба за уставни суди да се со двотретинско мнозинство. Ова денес е уште еден доказ за тоа. И знаете што? Мене ми е јасно дека во извинатиот период луѓе блиски до актуелните коалиции, актуелните власти поставували уставни суди. Но сите влади, и оние на СДСМ, и оние на ВМРО ДПМН, внимавале на дигнитетот и кредибилитетот на оние кои што биле во уставен суд. Секогаш биле од фелата, од правен факултет, а не ги земале вака од министерство. Ова е земено од министерства, од катастар. Тој вчера е земен од катастар. Не е земен од судска инстанца. Луѓе кои што се професори по уставно право, кои што схоластички ќе знаат и да им пристапат на законите при нивното оценување, немаат можност бидејќи ја партизиравте државата во срж. Ја партизиравте, знаете ли зошто? Од страф. Затоа што тие на Илинденска се преплашени. И не само актуелниве, и тој што абдицираше и што избега е преплашен. И се гледа да се стави рака на се и се што, за утре да се има олестителна околност за било каков пазар. Ама почитувани колеги од мнозинството, нели разбравте дека со оваа пратеничка група и со оваа опозиција нема пазар. Нели ви е тоа се уште јасно? Вас знам дека вие ве молам пренесете им нив да им стане јасно. Бидејќи бадијала се понижува државава, бадијала вакви ликови ги ставате на такви позиции, никој ништо добро нема да види. Утре може би ќе има проблем, следна генерација на пратеници, може ваши блиски, може ваши деца кои што ќе носат закони, кои што вакви без искуство, со протекции, медиокритети, ќе ги рушат и тоа државата. Не и правиме ништо добро, напротив, и правиме многу лошо. И не случајно имаме 8% доверба на судството. И вчера ви кажав, сите рейтинзи на СДСМ, на коалиција на ДУИ заедно се повеќе од 20%, а само 8% имаат доверба во судството. Вашите поддржувачи, вашите гласачи немаат доверба во судството. И немојте да се амнестирате како било 2006 или 2016 година. Ви имавте определени ветувања кои што од прво до последно ги излажавте. Секој идеал за кој што се боревте си го погазивте. Затоа имате рейтинг каков што имате. Затоа вашите не излегуваат на избори да ве поддржат. Затоа што едно зборувате кога сте опозиција, а спротивно правите на власт. Сите оние ликови кои што ги критикувавте, кои што се мешале во судството и така натаму, пута 5 од нив направивте. И јас само можам да видам дека тие ликови ви биле идоли, а вие сте им лоша копија, бидејќи секој оригинал е подобар и од најдобрата копија. Вие сте обична, лоша копија која што не знае каде ја носи Република Македонија. И може би во 2017, 18 или 19 на голем дел од јавноста тоа не и беше јасно. Или имаше надеж дека зборот што го дале и што го заокружиле нема да си го погазат веќе во 2022 година. Се ви е јасно и затоа вие колеги ќе продолжите да молчите со главите надолу
и да бегате од избори. Има збор Зоран Коцевски.